Вие го слушнавте аплаузот, сигурно дека продолжуваме во истата онаа енергија која што излезе токму од овие прекрасни подарки од културно-уметничкото друштво Никола Јонков Вапцаров. Благодарност за прекрасната енергија овде во студиото, а се разбира во таква енергија рековме ќе продолжиме и понатаму. Онаа енергија која што праисконска и која што веќе со години се пренесува од колено на колено, значи нашиот фолклор. Добар ден и за Вида Илиевска. Како сте Вида, вие сте тука уште од раните утрински часови, успеавте нешто да донесете, нешто сега подготвувате? Да. Нешто донесов што сам плела, нешто што е плетено уште пред 100 години и повише. Сам донела, това се колани што се ги носили момите, невестите, некогаш уделчево. Това е ќостек со брошна, тука, исто тие се ќостеци. Това е тука... Ќостеците се гердани, така? Да, ќостеците се гердани. А тоа е ќостек изводачство, изводење на орото кога се игра оро, да и се изводи. Како шамивче? Вака како шамивче се изводи, ја така се врати. Сега мене многу ми е интересно, бидејќи гледам дека ова е навистина не е едноставна работа, туку макотрпна работа. Работите со мониста? Да, работам со мониста. Монистата ги нижам први на конец, па после ги плетам, а овие ќостеците први се плете гајтан, па после се плетат монистите се плетат. Исто така и на кошулите забележувам дека има дел од ваква иста уметничка работа. Да, и кошулите, на женските кошули, тука на ракавите се навезени, а долниот крај на кошулите е плетен со тантела. Вида, реков дека ова работа, уметничка работа која што се пренесува од генерација на генерација, вашата баба ја предала на вашата мајка вам ви ја предала, ја предавате, имате можност сега младите генерации да научат ова уметност? Да, има можност да ги научат и младите генерации. Иако е тешка, филигранска работа, јас би рекла. Тешка е, али интересна е. Да. Интересно и е занимливо. Па еве, јас се надевам дека и во идните наши емисии ќе успееме, како што и досега тоа да правиме, да ги отвориме вратите токму на овие наши фолклорни работилници, да се заинтересираат, можеби да направат некои семинари или конгреси и да бидете поканите да ги предадете прекрасните уметнички прсти дарби на оние помлади генерации кои што би сакале ова да го научат, бидејќи Запад ова навистина го третира како едно врвно богатство, големо богатство. Да, може.